Новиот филм на Јани Бојаджи утре наутро зборува за настаните од 27 април и последиците од нив. Се работи за политичка драма во чиј фокус се две семејства, едното македонско, на поранешен висок функционер, а другото ромско кое се бори против неправдите што системот ги врши врз нивната ќерка. Иако катализатор на действието се постапките на мажите, филмот е посветен на сите жени во Македонија, кои се подготвени да ги одбранат своите семејства и заедница, објаснува сценаристот и режисерот Јани Бојаджи. Плотот на приказната е веќе таа тој фатален 27 април 2017 година. И ново принцип, филмот се занимава со прашањето што после тоа. Филмот е едноставна приказна, зборува за две семејства кои се соочуваат со последиците од одлуките кои ги носат така наречените глави на семејствата, тоа се татковците, мажи на извесна возраст, од сите нации, религии, убедувања во Македонија, неподготвени да се соочат со фактот дека одлуките на последиците од одлуките кои тие ги носат, најчесто ги плаќат нивните семејства и сите други семејства. Проектот започнал како телевизиска серија, но како што објаснува продуцентот Дејан Милошевски, во текот на снимањето и монтирањето, сватиле дека од целиот материјал може да се направи и игран филм. Ние започнавме да снимаме серија по 5 продолженија и кога ја завршивме серијата, заклучивме дека имаме филм. Така да, освен филмот, имаме и 5 епизоди, долгометражни епизоди, по 55 минути. Нина Дејан и Ирена Илиевска, кои ги имаат главните улоги, вела дека ова било голем предизвик за нив. И тргнав од аспект не како, политички или, социјално, туку како од аспект на една жена, човек, и што и се случува на неа. Значи, така јас го градев ликот и така пристапив кон целото, без разлика која е, чива жена е. Баш нејзината се поврзав некако со ликот. Ја играм Аида Мерџановска. Аида е ромка по националност, докторка. За потребите на ликот со Цирко учевме ромски, се спремавме долго време. Покрај Дејан Илиевска во филмот настапуваат и Кити Дончевска Илик, Васил Зафирчев, Гоце Андонов, Горан Стојановски, Благој Веселинов, Роберт Велјановски, како и многу други актери во помали улоги, а за првпат на филм дебатира младата 17-годишна Јана Никодиновска. На снимањето беа ангажирани и безмалку 1500 статисти, а се снимаше на десетици локации во Скопје и неговата околина. Директор на фотографија е Дарио Секуловски, сценограф е Гоце Попов, костимограф Зорица Тодорова и монтажер Давид Дулев. Проектот е во продукција на Cinnamon Media Factory и Revolution Production во копродукција со Алфа Телевизија. Премиерата на утре наутро е закажана за 19 ноември во Cineplex, а од 20 ќе се прикажува во кината низ цела Македонија. Филмот открива само дел од големата приказна која е целосно прикажана во мини серијата, која својата премиера треба да има на почетокот на следната година.